Време е да го напуштиме ова студио. Ивана ја имаме ова утро на линк и колку што разбрав од гостинката која што имаме на линк, ќе добиеме препораки, совети кои книги се идеални за читање преку лето. Ивана, добро утро. Добро утро искра до тебе, добро утро до сите наши гледачи. Ово утро ве поздравуваме од една од книжарниците на Три, поточно од книжарницата на Три во градскиот трговски центар, и верувам дека многумина од гледачите и често ја посетуваат, затоа што навистина тука има многу голем избор на книги кои што можеме во секаков период од годината да ги читаме. Покрај тоа што читањето е добро за здравјето на мозокот, читањето ни ги подобрува и комуникацијските вештини, читањето не релаксира, па некако летниот период е и период од годината кога мислам дека и најмногу се читали луѓето тогаш повеќе сакаат да се релаксираат и да се тргнат од стресот. За препораките за читање и што е актуелно ова лето, ова утро ќе разговарам со Даниела Николовска. Здравкова. Ќе посакам добро и во утро, Даниела. Летниот период веќе ни е тука, се забележува ли можеби зголемена продажба на книги? Се забележува, но не колку што ние очекуваме или колку што ние посакуваме. Секогаш може подобро. Што се чита еве во летниот период? Кои се книгите кои што ги бараат еве читателите во овој период од годината? Најразлично, заради тоа што секој си има свој посебен вкус и секој сака да купи на попус, народски кажано, затоа што секој понеделник ние имаме 12 нови наслови актуелни и атрактивни, и секој од купувачите може да си одбере да си купи книга по половина цена. Значи, од цената 50% имаме попус секој понеделник на најразлични 12 наслови. Кои се вашите препораки за тоа што треба да се прочита од книжарниците на Три, односно на што го имате од вашето издаваштво? Јас би ги препорачала сега како сонце, море, плажа, планина, луѓето од свадбата и романтична комедија, каде што луѓето со читањето може да се релаксираат и да уживаат. Тие два наслови, а секако тука има и наслови што се од бизнис литературата, како размислуваат парите или да престанете да размислувате прекумерно од популарната психологија, најразлични наслови за секој по својот вкус. Да, она што е интересно е што буквално речиси се во Три во моментов е на попуст. Имате секако и онлайн попусти каде што може да се разгледаат, нели, исто така оние кои што сакаат да си ја обноват својата домашна библиотека со нови книги, но и она што е ново е дека исто така може и преку Волт да се нарачи книгата да ви стигне дома. Да, сега книгата е достапна за секој што не може да одвои време да појде во книжарница, истата може да ја нарача и преку Волт, истата може и да ја нарача на нашиот сајт kniga.mk, кој што е активен уште од 2003 година, значи нема изговори, книга во секој дом. Да, Данила, која е книга што не смееме да пропуштиме, да не ја прочитаме за време на овие 3 месеци летото колку што ни трае? Јас препорачала На небото има реки од Елиф Шафак. Ако ја раскажам содржината на книгата, ќе се изгуби смислата, секој се ја доживува на најразличен начин, и ја препорачувам, значи, На небото има реки од Елиф Шафак. Тие што ја читаат Шафак може да очекуваат нешто најдобро од нејза. Книгата е веќе неколку месеци во продажба, но секако секој што не ја купил може да повели во книжарниците и да ја купи. Така, идеално место, идеално време, нели, за читање на книги. Кои се вашите препораки кои што им ги давате можеби на читателите кои што доаѓаат, нели, во кога не можат да се одлучат, нели, дали една или друга книга, често пати, нели, се случува тоа да не можеме да се одлучиме што сакаме да читаме во моментот? Секогаш им препорачувам да си ги купат и двете, кога веќе има дилема. Ако станува збор за 2 или повеќе, и секогаш се книгите достапни, ако не ја купат денес, можат да дојдат кога ќе ја прочитаат таа што ќе ја купат книга денес. Тоа. Тука секако имате и сликовници за деца,
кои што секако нели и тие од најрана возраст треба да почнат да се едуцираат, да им се чита, па што препорачувате еве за децата од најрана возраст од она што го нудите во книжарниците на 3? Она што го нудиме во книжарниците на 3 би ги препорачала Стела и Сани изданијата, од боенки, сликовници, азбуката со вкусови од Венко. Имаме најразлични наслови од едицијата на Стела и Сани. Ви благодарам, Даниела, на одвоеното време и се надевам дека уште денеска сите оние кои што еве можеби немаа време изминатиот период, дека ова ќе биде тој панелник кога ќе дојдат и ќе се искористат нели 50% попуст во книжарниците на 3, ќе си ја најдат книгата која што ќе ја прочитаат во овој период, книгата која што ќе им биде најдобриот пријател на плажа, на планина или каде да се релаксираат луѓето во овој период од годината. Ви благодарам. Ви благодарам и вам. Слободно нека повелат. Да, искрени е вака убаво друштво со многу наслови. Слушнавте дел од препораките кои што Даниела ги препорача, така што можете нели еве да си продолжите и понатаму со читањето, но и секако да си набавите нови наслови кои што ги има овде во книжарниците на 3, секако се на попуст, така што убаво време за релаксација и за отргнување малку од стресот, секогаш е добро со убав пишан збор и со печатените изданија на книгите. Благодарам многу, Ивана. Поздрав до сите вработени во книжарницата, поточно во издавачкиот центар 3, кои што ни се редовни соработници. Со тоа што би додала дека единствено нешто уште поубаво тоа да се чита книга преку лето, да се чита книга на плажа.